Калдрмата во старата скопска чаршија памети векови, чекори, гласови, занаети. Но малкумина знаат колку приказни се вткаени меѓу овие камења. Една од нив е приказната на Меджид Даутовски, човек кој целиот свој живот го поминал токму тука. Од дете меѓу дуќаните и занаетчиите. Од тогаш па се и до денес, златарството е негово секојдневие, негов јазик, негов идентитет. Јас се запишав во уметничка школа, меѓутоа тогаш се отвори Рубин Кармин. Бара луѓе за да се почне да се работи. И еден комшија се знаеше со директорот. Не, вика, овој ќе го земе што си да па. Ние бараме луѓе. И отидов, откажав школата, отидов во Рубин Кармин. Ама ја викам, треба да учиме. Ќе учиш и школа, вика и ова. И така почна, да речеме, 64-та година. И од тогаш до сега дома не ми се седи. Искачам тука, синот сега го води, ама џабе. Умреа тие денови. Ја имав голема желба, додека се работеше, имаше пари, имаше ворло да работиш. А сега ти се изгуби сета нада, ништо. Цел ден доаѓаш, нервоза те фаќа, евентуално некоја поправка, 200-300 денари, 1000 евра месечно овде плаќам. Даутовски не е само златар. Тоа е дел од една генерација што го учела занаетот системски меѓу првите школувани златари во Македонија. Време кога занаетот не бил резервна опција, туку гордост. Тогаш се отвори во Југославија кога бевме, тогаш Југославија бевме. После се отвори Мајданпек, пошто тие има свое злато од бакарот, нели се чисти, се вади златото, тие има. Соработовме со нив, со Златар на Целје, Иком Загреб, Сараево, Златара Сараево, сите соработувавме. Имаше и луѓе тогаш, даваш и немаше проблем. А сега даваш и не го земаш, не ти го враќа. Златарството не е само работа со метал. Тоа е процес што бара време, мирна рака и посветеност. Секое парче накид носи дел од мајсторот. Златарството е, како тоа што отидов ја, уметност. Све е рачно, до 90% правевме рачно. Сега добро има машини, пресување, лиење, не знам што, се рачно. И жица ќе направиш како влакно, се рачно. Плетенок, дебел, како ти треба, се сочекам. И рачно, макази едно, друго тоа. Сега машини има доста, ама не е тоа. Не е тоа. Тогаш да можеше да постигнеш да правиш 100 комада за еден ден, ќе ги даеш. А сега 100 комада 10 години не можеш да ги даеш. Но и овој занает не останува имун на промените. Технологијата влегува и во златарството, ги забрзува процесите, но според мајсторите одзема дел од душата. Многу влијаеше, многу. Ја после таму бев 11 години во Рубин бев, после тоа напуштив. Имаше 5-6 златари, мајстор Славе, мајстор Тони, Мицко, Фучка беше, 5-6 златари беа. И тогаш од Рубин дојдовме 5-6 души, секој отвори посебно и се прошири дејноста. И идеја многу луѓе носат деца на обучување, вика, земи го за чирак. И како да знаев, и секој имаше по еден, по двојца чираци. Абе, викам, немојте бе, ова нема да трае многу. И како да сум рекол дека после 50 години ќе изумре, она е сега живо вака, ама промет нема. Тоа е веќе умрено, стои, ова роба стои 3 години. Ова го изело своето, ако не се троши на време. Дополнителен предизвик за златарите е и постојаното поскапување на златото.
Цената на суровината расте, а со тоа растат и трошоците за изработка, што директно влијае врз побарувачката. Но ова сега со војните секој ден. Секој ден варира и тоа многу нагоре. Па ти рачунаме до пред 3 години беше 30.000 кило злато, а сега е 115.000. Беше 145 пред недела дена. 1 грам злато да купиш ти 145 евра. А колку е минималецот? Треба да работи цел месец за 2 грама злато. Со што? А треба ли да јаде? Треба ли да плаќа струја? Има ли други давачки? Најголемата грижа сепак останува иднината. Млади речиси да нема. Занаетот, што некогаш се пренесувал од генерација на генерација, денес полека згаснува. Последните 15 години не се пријавил да бара да биде ученик, да го учи занаетот. Ниеден. Сите сега младите се пуштиле по школото и 90% заврши надвор. Сега тука немаме кадар. Отидува сите. И покрај се, Даутовски не жали. За него, да се биде златар значи да се биде творец, да се создава нешто што ќе остане. Во време кога се менува брзо, занаетите, како златарството, потсетуваат дека вистинската вредност се гради со време, труд и посветеност. Меѓу звукот на чеканот и тивкиот сјај на златото, приказната на Меджид Даутовски останува да сведочи дека занаетот не е само работа. Тоа е наследство. Прашањето е, кој ќе го продолжи?